Сега ќе го вклучиме, односно ќе го проследиме и вториот разговор во студио. Повторно, мојата колешка Сузе ќе го пречека својот гостин, тоест гостинка во пресрет, односно во чест на одржаната прва конференција за палијативна медицина. Станува збор за научна конференција за геријатриска и палијативна медицина, што се случи ветокот кој што измина. Во фокус беше грижата на највозрастната популација и пациентите со хронични и тешки заболувања. Повели Суза. Благодарам многу. Поздрав до гледачите, поздрав и до нашата драга гостинка. Чиста е моја, наша последна денешна гостинка е примариус доктор Ленче Нелоска, директорка на специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември Скопје. Ленче, одамна не сме се виделе. Да. И одамна не сме имали можноста да проговориме за сето она кое што е ваша преокупација и се она што ги тангира возрастните лица или лицата во трето, па и во четврто доба. Така, нели? Како помина конференцијата која се случи во петокот, прва научна конференција од овој тип? Па, можам да кажам дека сум задоволна и срекна што помина одлично. Одлично во смисла интересот кој што го покажа докторите, колегите, што ни беше примарната цел. Имавме 6 професори од европските земји, и од Турција, и од Малта. И одлично помина со тоа што и оние кои што носат одлуки, политичарите, беа присутни. Имавме еден феноменален панел, една панел дискусија на која што се зборуваше за оваа тема и така ја насловивме каде сме и каде сакаме да бидеме како прва научна конференција која што сметаме, се надеваме дека нели секоја година ќе се случува и оваа година не беа во фокусот конкретни болести, да речам, туку повеќе целосно во суштина беше во фокусот стратегии и политики, модели како во различни земји е организиран овој систем на геријатриска и палијативна медицина и како ние треба да го скроиме нашиот модел да биде токму за нас адекватно на нашите потреби и можности. Така да помина одлично, многу ми е драго, многу сум среќна што така еден убав настан направивме и имаме добар почеток за воеднина, за следните. Да, одлично што се работат такви анализи, студии и што сепак правиме обиди да им го подобриме и квалитетот на живот на возрастната популација, ама и можеби старосната граница да ја поместиме. Знам дека старосната граница не ни е баш за восхит на луѓето кои што доживуваат, не ги доживуваат ни 90-тите години. Некаде читав една студија во Јапонија дека во моментов има живи над 1100 годишници, а повеќе од 100 плюс има доста луѓе. Најстарата жена во Јапонија има 118 години и е подвижна и комплетно независна од помагала и од стручни тимови. На што се должи во Македонија, да речеме, таквата состојба со старите лица? Дали може би начинот на живот, неквалитетот на воздух или лошиот животен стил? Многу фактори влијаат на долговечноста. Земено вкупно, значи во светот вкупно е продолжен животниот век заради развојот на медицината, индустријата, подобра економска состојба и сето тоа доведува до продолжување на животниот век. Меѓутоа во различни земји, различни системи, различни можности, меѓутоа и културните аспекти се имаат силно влијание. Значи кај нас животниот век е понизок од европскиот просечен, а во Јапонија е најголем од цел свет глобално. И сега не би можела точно да кажам што и како е, меѓутоа сепак јапонците се познати по тоа дека се сосема поинаква култура, поинаков поглед на животот, поинако живеат просто, поинако се исхрануваат од еве да речам западноевропските и Америка ако ги компарирам. Кај нас силно влијание имаат многу нешта и економските услови, таа транзиција низ која што поминавме и поминуваме се уште години. Значи економската состојба на луѓето не била на завидно ниво.
стресот од имање, немање работа, сето тоа влијае, квалитетот на воздух исто така, квалитетот на храна која што ја јадеме, меѓутоа исто така и навиките, значи ние сме една од земјите каде што најмногу се пуши, конзумацијата на алкохол и така натаму, сето тоа значи испреплетено делува и конечно го имаме тој просечен животен век. Се надевам дека нели сето тоа ќе допре до нас, затоа што кој да појде на лекар заради некоја состојба и кога лекарот ќе рече внимавај што јадеш, нели намали масноти, повеќе движење, повеќе активности, не цел ден пред турски серии или пасивни, што и да е. Значи да бидеме активни, здраво да се храниме, сето тоа придонесува за да купиме повеќе часови, денови и така натаму. Така да културата на живењето едноставно треба да допре до нас. И тука е улогата на нас како здравствени работници, вам како медиуми, да ги убедиме луѓето дека тоа што го зборуваме е навистина така. Така. За жал, последиците од таа физичка неактивност ги чувствуваме и ги доживуваме дури тогаш кога е доцна да се вратиме назад и да го коригираме она што не сме го направиле во вистинско време. Хронолошки гледано во болницата за гериатрија и палијативна медицина 13 ноември, каде што сте вие директор сега по втор пат, бевте директори во еден минат период, вие сте еден од најдобрите директори кои што многу ја сака својата работа, посветена на професијата и жена за која не постојат невозможни нешта. Како таква ве кажуваат и ве раскажуваат и во вашиот претходен мандат и сега. Колку е едноставно да се менаџира една ваква институција во македонски услови? Благодарам прво за убавите зборови. Колку е тешко. Не знам, не би можела да кажам тешко. Според мене најважно е да си ја сакате работата. Тогаш кога ја сакате работата, нели некој паметен кажал, не работите, туку просто хоби вие секој ден уживате во тоа. Комплексно е тоа, што е тоа голема институција, многу луѓе, различни структури и ние сме една земја каде што комфорната зона многу си ја сакаме и ја почитуваме и многу отпор се дава кога треба да се направи некаква промена, колку и да е тоа мала, дискретна, да не збориме за некоја голема промена, додека не ги убедите луѓето и не сватат дека тоа е подобро. И трае еден период на отпор и битка, нели, додека се убедиме, меѓутоа после тоа кога ќе сватат дека е така подобро, веќе сите се заедно во целата приказна. Така што е комплексно, меѓутоа не верувам дека е покомплексно од било која друга здравствена установа да се води. Единствено што ние сме единствена установа за долготраен престој, па самиот тој долготраен престој наметнува некои теми, прашања, нели, кои што треба повеќе да се обрнува внимание отколку кај акутните болници, каде што луѓето, нели, доаѓаат за неколку дена, завршуваат тоа што е, дали е тоа хируршки зафат, некој дали е некаков третман, независно, и си одат дома. Кај нас луѓето седат со месеци и ние во суштина мораме да го земеме предвид и тој долготраен период, односно имаме еден вид, да кажам, и хотелска услуга. Значи така да некои други аспекти на работењето дава, ама не верувам дека е потешко од било која друга. Важно е да се сака тоа што се работи. Но во останатите болници, да речеме, пациентите доаѓаат, се лекуваат, повеќето може би успешно и си заминуваат. Кај вас, за жал, го живеат финалето од животот најчесто? Најчесто е така. Колку успевате да се изземете од нивните лични судбини? Па не многу и не можете, и не е човечно да се изземете. Значи, ние во секојдневната работа пред и над се сме професионалци за професионално и со ладна глава да се пристапи да се реши било каков проблем. Меѓутоа, не можете целосно да се изземете затоа што во одделот гериатрија најчесто се повозрасни лица со хронично прогресивни болести или травматски скршеници и така. Меѓутоа, во палијативниот оддел имаме најчесто се терминално болни од малигна болест и тука нема возрастна граница.
Дури сме имале во минатиот мој мандат имавме едно 14 годишно момче. Сега ние сите сме луѓе и не можеш да се изземеш од целата приказна и сето тоа троши, се врзуваме просто со луѓето на некој начин, меѓутоа тоа е предизвикот, да кажам, во оваа работа, затоа и геријатријата и палијативата не го третира во суштина само пациентот, туку го третира целото семејство. Човек кој што немал болен во своето семејство, може и нема да ме разбере за што зборам. Меѓутоа, секој еден кој што имал болен дома, сваќа за што зборам. Колку страда и целото семејство и пациентот. И тоа е нашата улога тука, да олесниме на сите. На пациентот симптомите, страдањата да му олесниме, затоа што палијатива во суштина значи тоа, да се олесни, затоа што лекувањето е завршено, не може веќе со лекување да се постигне ништо, патот е предвидлив, меѓутоа да се даде квалитет на живот и достоинство колку што е можно повеќе во тој процес. И тука да се помогне и на семејството, да се одморат, да се олеснат и да се справат со тој пат кој што е пред нив. Така. Моментно сме во неделата на грижа за старите лица, која трае од 16 до 23 овој месец. Доволно ли е една седмица да се подсетуваме и да ја подигаме свеста за тоа колку е битно да го подобриме квалитетот на живот и да ги олесниме вака состојбите кои што надоаѓаат во тоа доба на луѓето, бидејќи стремежот на секој од нас е да ги дочекаме нивните години, да станеме и ни еден ден стари лица. Така е. Не е доволно. И затоа Обединетите нации имаат прогласено од 2021 до 2030 за декада на здравото старење, со цел сите влади во светот глобално да обрнат внимание и стават акцент на оваа популација. Меѓутоа, за жал, не е во фокусот на владите глобално во светот старењето и постарата популација. И токму тоа беше една од мотивите за нашата конференција, затоа што демографијата е немилосредна глобално. Бројот на постари лица е се поголем, бројот на новородени деца е се помал. И јас во изминатиот период во неколку наврати кажав дека ние сме критична генерација која што мора да создаде инфраструктура и услови за ние кога ќе дојдеме на ред, има каде да бидеме згрижени. Доколку ние сега не создадеме услови, ние сме тие кои што нема да има кој да не прифати. Значи, ова колку и да звучи, не знам, фаталистички, е така. Токму тоа и беше идејата на конференцијата, да се направи стратегија, да се направи акционен план. Јас од моја страна кажав што мислам дека треба да се направи и сметам дека кај нас е неопходно да се направи категоризација на пациентите според болеста, според потребите што ги има таа болест, зависност од туѓа помош, да се направи категоризација на установите, која установа ќе биде специјализирана за згрижување на определен тип на пациенти, тогаш ќе имаат обуки само во таа насока и нема да се случуваат несакани настани или ќе се сведат на минимум, и да се направи една интерсекторска соработка меѓу здравство и социјала, каде што оние на кои што не име потребна медицинска грижа и надзор постојано, значи би биле едно ниво сместувани, а оние кои што име потребна медицинска грижа да се направи регионални капацитети низ цела Македонија, да бидат поблиску до семејствата и да добијат луѓето адекватна грижа каква што им е потребна. Исто така треба да се направат и интервенции во наставните програми за средно медицинско, за високата медицинска школа, за медицинскиот факултет, специјализациите и така. Значи сега 2020 година дури медицинскиот факултет акредитираше програма за субспецијализација за геријатриска медицина. Наши две докторки сега во март ќе завршат субспецијализацијата и ќе имаме првите двајца геријатри во Македонија. Значи, паралелно мора на повеќе нешта да се работи, за да се подготвиме за тој наплив кој што ќе дојде многу брзо, додека трепнеме, значи веќе ќе имаме потреба, ако не завршиме денес работата, ќе биде многу тешко. Така. Во изминатиот период ни се случија неколку скандали во таму некои приватни домови за старски лица, каде што беше и физички беа малтретирани некои луѓе, потоа имавме мито и корупција
случај кој што го следи јавноста, го следиме и ние како медиуми. И сето тоа не наведува на прашања да се запрашаме знаат ли семејствата каде ги сместуваат и каде ги оставаат своите блиски и колку тие ја следат ситуацијата и во каква спрега се со вас? Не разбирам последно во каква спрега се... Дали семејствата се интересираат што им се случува? Да речеме во приватните домови она што се случувало, ме наведе мене како човек да се прашам, па знаеле ли тие каде ги оставиле своите родители? Имавме еден настани регионален во Босна, имаше еден пожар на еден стар пензионерски дом. Така. Значи, ова е глобален проблем, не е само кај нас. И морам првин да кажам да се направи една дистинкција, затоа зборев дека е неопходна таа категоризација. Што е старски што е дом, што е геријатрија. Да. Во недостиг на капацитети, луѓето бараат каде и да е решение, бараат да ги сместат. Проблемот е што во некои од овие приватни домови очигледно згрижуваат пациенти на кои што не можат да им помогнат. Значи, тоа е проблемот. Затоа зборам за категоризација и на пациентите и на установите. До сега никогаш не постоела таква категоризација? Не, единствена категоризација постои подвижен, неподвижен. Бартел скор се прави, така да тоа е инсуфициентно. Значи не навлегува во детаљите потребите на пациентот, од која природа е. Секоја различна болест има различен свој природен тек. Дали е физичка или е психичка? Значи, апсолутно. Деменциите, Алцхајмерот, значи таков подем има, така да тие бараат сосема пак поинаков пристап. Значи, кај нас е јавна здравствена установа, отворена е до 8 навечер, не повеќе. Значи, семејствата можат да дојдат во било кој период од денот меѓу 8 наутро и 8 навечер. Со тоа што без дозвола. Не треба дозвола. Значи, доаѓаат во посета, нели, кај својот. Со тоа што во определени периоди, нели, кога се прави нега, кога има ручек, терапија, делење и така натаму, ги замолуваме да почекаат, да завршиме со тоа, па после можат да влезат, со тоа што инсистираме да не биде подолго од половина час, за да не се создава гужва, затоа што голема институцијата, имаме 200 луѓе сместени во геријатрија, 75 во Сјурајдер, ако замислите кај секој еден има, ќе биде така. Значи, повторно е тоа од здравствен аспект, да биде да се видат пократко, нека отиде, може да се врати повторно и така. Значи, кога ќе дојдат кај нас, можат да влезат во било која соба и ќе видат кои се условите, какво е сместувањето, ќе видат храната, што е тоа што ни е на мени, да кажам, дента, така што сето тоа е достапно. Она што го слушам од луѓе, сега не можам да зборам дека е тоа секаде така, дека во тие приватни установи не е баш така, немате пристап секдека. Во некои и е отворено. Значи затоа велам не е фер да се збори подеднакво, да се генерализира, затоа што таму кај што има проблеми треба да се најдат и затоа треба да има, повторно кажувам, таа категоризација и на установите со адекватна контрола и со адекватна обука на тој персонал што работи таму за таа категорија конкретно. Тогаш нема да се случуваат вакви нешта, затоа што во дом треба да бидат резиденти, корисници, луѓе кои што се самостојни во секојдневните животни активности. Додека во геријатрија и во палијатива се пациенти кои што имаат пред и над се здравствена интервенција. Да. Јас тука некаде ќе ви се заблагодарам, бидејќи го трошиме последните минути од нашиот разговор утрински. Ќе посакам што почесто да ги отвараме овие теми. Ќе посакам многу поголеми капацитети и класификација, како што рековте, категоризација на ниво со кое што некој побарал да биде згрижен или да биде сместен во било кој оддел од вашите институции. Ќе ви посакам уште поуспешен втор мандат, веќе е успешен од претходниот, и да почнат да се реализираат сите оние нешта за кои што се зборувало на конференцијата во петокот. Ви благодарам и за поканата и за вашето учество, да кажам, во обзнанување на овие наша приказна, затоа што доколку остане тоа само наше, како и да не се случило, треба нели да допре до сите. И само да најавам уште една работа, на 29-ти следната сабота
ќе го обележиме Мовембер, денот на машкото, месецот е ноември, нели, на машкото здравје. Ќе имаме бесплатни прегледи, така да сите мажи над 45 години може да дојдат, ќе имаат преглед од уролог, ехо преглед, лабораториски преглед, нека повелат да дојдат во специјализираната болница, ќе бидат видени од сите наши експерти. Браво за сите иницијативи и за сите она кое што го правите како превенција за не само за машкото здравје, и воопшто за здравјето на нашата популација. Задоволството беше наше да бидеме ова утро заедно.